Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е официјалниот почеток на петочната информативна емисија на Ирис телевизија. Останете со нас во следниве околу 30 на минути и проследете ги денешните актуалности. А на почеток на овој дневник за денешната посета на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на Кочани и Штип. Која беше целта на оваа посета на овие два града во материјалот кој следи на почеток на вестите. После СВР Куманово, секторот за внатрешни работи Штип ќе биде втор во кој ќе се реализира проектот Малски полицаец, односно враќање на позорникарите на улиците на градот. Малските полицајци се првиот партнер на граѓаните во кои тие имаат доверба и преку кои ќе се зголеми безбедноста во населените места, изјави денес министерот за внатрешни работи при работната посета на Штип. Сектор за внатрешни работи Штип има полициски службеници, доволна потполнетост на полициските станици, и денеска им дадов задача на началникот, на неговите соработници, да започнат со подготовка на реонизирање на градовите и за воведувањето на позорната служба. Овој проект во иднина ќе се реализира и во останатите градови, секаде каде што има доволен број на полициски службеници. Спасовски се сретна и со штипскиот градоначалник со кого разговараше за изнаоѓање на заеднички соодветни сообраќајни решенија. Секаде во Република Македонија сообраќајот е еден како клучен проблем. Спасовски ја оцени безбедносната состојба на истокот како мирна и стабилна и забележа дека во следниот период треба да се работи на подобрување на условите за работа на полициските службеници. Туристичко Берово со европски пари го реши проблемот со атмосферската и канализационата мрежа. Градоначалниците од Истокот одлучуваат кои личности по 15 ноември ќе го преземат раководењето на јавните предпријатија, училиштата и градинките. За сега не се откриваат имињата на новите локални функционери. Вработените во општината и во Штипското комунално предпријатие ИСР денеска на сметките ги имаат своите плати, додека вработените во Стипион ќе почекаат во понеделник. Денеска се префрлени парите за нивната плата. Во штипските јавни предпријатија, училишта и градинки до 15 ноември, градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски ќе соработува со директорите и раководителите кои се поставени од претходниот градоначалник. Смените и новите тимови на градоначалниците во регионот може да се направат по завршувањето на локалните избори. Според моите информации, додека се уште траат изборите, бидејќи имаме трети круг во една општина во Република Македонија, ние немаме право да менуваме директори, да назначуваме нови. До тој момент, после 15 ќе разговарам со секој од нив да видиме како и на кој начин тоа ќе го направиме. Јас верувам дека ќе наидеме на нормална, коректна комуникација од нивна страна, за да го поставиме тимот кој што во наредниот период ќе работи заедно со мене во општина Штип. Бочварски засега не ги открива имињата на неговиот тим, односно на новите директори на јавните предпријатија, училишта и градинки, кои се под негови ингеренции. После 15 ќе носиме одлуки, немаме потреба да брзаме да ги разрешиме сите во исти момент, ќе видиме каква е состојбата, некаде имаат истечено мандат некои директори, таму ќе реагираме побрзо, таму каде што нема ќе седнеме и ќе видиме како ќе го решаваме проблемот. Јас немам проблем да работам и со овие директори, но сакам да имам доверба, бидејќи мојата доверба беше изневерена во еден момент од одредени директори на јавните предпријатија, кои што веднаш по преземањето на, односно по поразот на претходниот градоначалник се впуштија во исплаќање на средства без да на некој начин некоректно, без да разговараме и да се доведат во ситуација да земат плата вработените во овие јавни предпријатија. Новите градоначалници во источниот регион засега јавно не ги кажуваат имињата на новите локални функционери. Во моментов ги прават првите анализи и ги согледуваат финансиските состојби на општините. Неколку општини во регионот се со блокирани сметки. Кочани е прогласена за неликвидна општина, а Штип засега во првата недела од мандатот на градоначалникот главна тема беше обезбедувањето на платите на околу 700 вработени во администрацијата и јавните предпријатија ИСР и Стипион. Денеска во Штипската библиотека професор доктор Срđan Керим одржа предавање на тема "Она што не го знаеме за Киро Глигоров". Според него Глигоров го нема соодветното место во македонската историја, а знаеме тој беше прв председател на независна Република Македонија.
Киро Глигоров е маркантна личност и ние конечно треба да се избориме неговото име да добие вистинско место во нашата историја, рече доктор Срđan Керим, кој денес одржа предавање на тема «Она што не го знаеме за Киро Глигоров». За жал 100 годишнината од раѓањето на првиот преседател на самостојна и независна Македонија го одбележаа само неговиот роден град и Ману, додека останатите државни институции воопшто не се осврнаа на овој настан. Мораме да се избориме за тоа у нашата држава да Киро Глигоров го добие она место што го заслужува во незината историја и јас додека сум жив ќе работам на тоа да тоа место се обезбеди. Доктор Керим повеќе од 40 години соработувал со Киро Глигоров. Од долгогодишната соработка, но и откажувањата на таткото на Керим, кој во војната бил градоначалник на Штип, останале многу анегдоти и предања, кои Керим денес ги сподели пред присутните. Да кажам само како ги киднапирал децата тука 41 и 2 година од семејства штипски без да знаат родителите, со нив разговарал и едноставно ги убедил да одат во партизани. А тоа биле се деца од богати, добростоечки семејства, родителите биле шокирани, тоа го знам од мојот покоен дедо и од семејството не можеле да веруваат дека едно дете, како што бил татко ми, треба му обезбедиле да студира у Софија медицина, му купиле стан и кола, наместо тоа он отишол на Плачковица да се бори за слобода на Македонија, благодарение на тоа што Киро Глигоров го сторил како постар, негов другар од Штип, да го убеди дека тоа е повредно од се друго. Штипскиот градоначалник Благој Бочварски најави дека во наредниот период ќе се дебатира кои институции бе можеле да го носат името на првиот преседател на самостојна и независна Македонија Киро Глигоров. Со следниот материјал одиме во преубавата Малешевија, а таму со 4 милиони евра европски пари се прави санација на канализациониот систем, како во општина Берово, така и во преубавото Пехчево. Берово со европски пари од околу 4 милиони евра го санира канализациониот систем во општината. Проектот опфаќа изградба на атмосферска канализација во должина од 29 километри, од кои над 8 километри се во градот Берово, а 21,4 километри се фекална канализациона мрежа, со кои се офатени неколку беровски села Пехчево и Чифлик, а исто така офатени се и викенд куќите на Беровско езеро. Проектот опфаќа 6 посебни проекти, значи тоа се проектот Берово фекална канализација, Берово атмосферска канализација, Беровско езеро, проектот Пехчево и Чифлик по образување на постојната пречистителна станица, Владимирово изградба на 2 крака од фекална канализација и приклучување на селото кон постојната пречистителна станица на река Бреганица и секако село Смојмирово изградба на примарна и секундарна канализациона мрежа со 180 цемени приклучоци кои согласно Законот за комунални дејности се обврска на граѓаните, меѓутоа благодарение на буџетот на проектот истите ќе ги сфинансира самиот проект. Во познатата викендна селба на Беровско езеро се офатени 2 крака за фекална канализација за поврзување на постојниот колекторски систем. Секако дека тоа ќе влијае на развојот на туризмот, практично пред се на заштита на животната средина, бидејќи тоа е во непосредна близина на Беровското езеро, кај што имаме прва зона заштитено подрачје, бидејќи знаете дека на општина Берово се снабдува со вода за пиење токму од Беровско езеро. Со самиот проект за атмосферска канализација се овозможува заштеда во работењето на постојната пречистителна станица и истовремено заштита од поплави и штети кои би настанале при одредени породни дождови на подрачјето на општината во идниот период. Проектот за рехабилитација на канализациониот систем во Берово и Пехчево треба да заврши до 20 ноември, а исто така со него е офатено и асфалтирање на 8 улици во градот Берово. Упорноста секогаш се исплати и носи успех, дали ќе биде така овој пат. Здруженијето Сплотени срца уште еднаш од штипскиот градоначалник побара 1% од општинскиот буџет да биде издвоен за отворање на регионален рехабилитационен центар. Бочварски со одговор во наредниот период ќе се прават анализи дали општината може да одговори на нивното барање.
Сдруженијето Сплотени срца од Штип денес уште еднаш побара 1% од општинскиот буџет да биде наменет за изградба на регионален рехабилитационен центар. Првичните калкулации покажуваат дека за отварање на ваков центар што ќе може да згрижи околу 100 лица би требало да се издвојат околу 110.000 евра. Покрај општината, пари може да се обезбедат од ресорното министерство и од европските фондови. 1% од локалниот буџет за лицата со посебни потреби, кои што би се искористиле за обука на актуелните кадри, вовотување на нови кадри и се разбира многу битна работа што ја баваме веќе со години, регионален центар рехабилитацијски, значи не само за сместување, туку за рехабилитација, социјализација и веќе вклучување на овие деца во ова општество. За ова барање на невладината Сплотени срца, градоначалникот Бочварски состав. Во наредниот период ќе се прави анализа за да се утврди дали буџетот на општина Штип може да одговори на овие барања. Во наредниот период ќе го создаваме буџетот за 2018 година. Јас ќе остварам уште една средба со нив да видам прво кои се можностите на општинскиот буџет и ќе разговарам со нивното здружение за да со нив заедно договориме што е она кое што ние можеме да го одвоиме и дали е тоа доволно кое што ќе го одвоиме. Затоа не сакам сега да калкулирам со бројки, меѓутоа максимум што можеме ќе одвоиме заради потребите на оваа категорија, на ова здружение. Денес во рамки на одбележување на 8 ноември на плотото пред ректоратот во Штипско Новосело се одржа музички хепенинг посветен за лицата со посебни потреби. Свое учество зеде и штипскиот пеач Зоран Илиев, добитник на 8 ноемвриско признание. Ветувам на сите граѓани на градот Штип дека секогаш ќе бидам овде за сите деца, за сите што има потреба од таква помош. Од општината најавија дека денешниот хепенинг ќе прерасне во традиционален настан. Денес во Штип е отворена традиционалната струмичка ликовна колонија. Во фоајето на Центарот за култура Ацо Шопов изложени се 20 уметнички дела на уметници од Македонија, но и од странство. Оваа година беа некаде околу 19 автори и имавме гости од Турција, имавме гости од Србија, од Црна Гора, од Бугарија, од Полска, од Чешка и беа создадени над 40 дела. Тука ги имате веќе застапено акрилна платно, улје, комбинирани техники. Имаме оваа година изработено скулптури, имаме графики изработено и традиционално веќе по 20 пат, можеби Струмица е позната и по тоа, работеше и студиото за мозаик. Иако денот беше помалку отмурен, сепак денес на градскиот пазар во Штип раздвижено, граѓаните ги купува актуелните производи за овој период од годината. Задоволни и купувачите и продавачите. И овој петок на градскиот пазар во Штип богата понуда од производи, граѓаните пазаруваа вообичаено за цела седмица, пазарџиите задоволни од прометот. Актуелните производи за овој период од годината најмногу барани. Празот е 130 денари, зелката 15 денари, краставичката од 35 до 40 денари, патлиџанчето е 2 кг 50 денари и модрите од 10 и 4 за 20. Спенакиот е 40 денари. Секако јужното овошје, секогаш Штипјани го купуваат. Лимоно имаме 45 и 50, мандарина 50 денара имаме, морков 30 денара имаме, калинка имаме 60 денара, киви 40 и банана 39. Интерес за здрава храна граѓаните покажуваат. Кинесата е 50 денари, блитвата 20, руколата 20, магдалото 10 денари, цвекото е новото 40, старото 30, броколта 100 денари кило, бјумберот 250, тиквата 10 денари, пашкињата имаме од 5 денари до 20 денари и ценерото е 50 денари. Тиква, стара тиква за банана 20 кило. Поголема гужва на градскиот пазар во Штип денес имаше во попладневните часови. И на крајот да ви најавам што тоа ќе се случува на спортските терени во деновите од предстојниот викенд. Фудбалските второлигаши од групата Исток утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од редовното 12-то коло. Најинтересно ќе биде на градски во Штип, каде што силите ќе ги одмерат екипите на Брегалница и на Борец од Велес.
Дерби надпревар во ова 12-то коло ќе биде на градскиот стадион во Штип помеѓу екипите на Брегалница и на Борец од Велес. Средбата на второ пласираната и на трето пласираната екипа на табелата ќе биде интересна ако се има во предвид дека првиот меч во Велес заврши нерешено без победник. Главен судир на овој меч ќе биде Петар Мантев од Неготино, прв помошник Георги Карајанов од Гевгелија, втор помошник Зоран Ангелов од Неготино и четврти судија ќе биде Доне Ристовски од Гевгелија. Делегат на средбата во Штип ќе биде Николчи Ивановски од Битола, а контролер Маријан Ристевски од Кичево. Еве ги комплетните двојки за ова 12-то коло. Брегалница Борец, Каменица Саса Беласица, Плачковица Осогово и Кожув Победа Валандово. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 11 ноември со почеток во 13 часот. Кикбоксерите на Гладиаторот Штип ќе настапат на вториот поред тиквешки турнир што ќе се одржи во Демир Капија. Четворица кикбоксери на Гладиаторот Штип ќе настапат на традиционалниот тиквешки турнир, кој што годинава се одржува втор пат поред. Во Демир Капија ќе настапат Јован Арсов во категорија минус 55 кг, а во дисциплините кик лайт и лоу кик. Потоа Славче Арсов во две дисциплини во категорија минус 74 кг. Во категорија плюс 69 кг, исто така во две дисциплини ќе настапи Никола Нацев, додека Боби Јосифов ќе се појави во категорија плюс 94 кг. Тиквешкиот кикбокс турнир ќе се одржи во сабота 11 ноември во Демир Капија. Го следевте првото издание на вестите на Ирис телевизија. Останете во продолжение со нашава програма, почитувани гледачи, следи временската прогноза, а веднаш потоа и регионалниот магазин Отворено на тема. Вечерва наши ваш гостин официјално е новиот градоначалник на општина Штип Благој Бочварски. Со него ќе разговара главниот и одговорен уредник Војо Маневски. Видете дел од Отворено на тема веднаш по првиот дневник, а ние се гледаме вечерва повторно околу 20 часот. Довидување.